Добра вечер во Дневникот на КТВ, вторник 27 мај 2025 година. Општина Кавадарци во изминатите неколку години континуирано работи на подигање на нови зелени површини, што ја прават лидер во државата. Општина Кавадарци, Советот на Општина Кавадарци, градоначалник на Општина Кавадарци, како што ветивме во изборната кампања кога ја побаравме довербата од жителите на нашата општина, зелената агенда и зеленото Кавадарци беше едно од приоритет на самата листа. При изготвување на деталните и генералните урбанистички планови, ние, како Совет на Општина Кавадарци, под палката на градоначалникот Митко Јанчев, во интерес на жителите на Општина Кавадарци, адекватно се вклучивме во зелената површина и законската регулатива за зелена обработка, односно за зелена пропис на самата донесување на урбанистичките планови и генералниот план. Токму во тој правец, посебна чест и задоволство ми како претседател на Советот на Општина Кавадарци е кога имавме плодни дискусии врз основа на тоа како зеленото Кавадарци се развива и во кој правец при изготвување на самите планови да ги доставиме тие при Министерство за транспорт и врски во Скопје за одобрување. Токму во тој правец, за тоа како функциониравме во изминатите 4 години како Совет на Општина Кавадарци, односно 8 година на градоначалникот Митко Јанчев, ќе му дадам збор врз основа на тоа како тој во овие 8 години од негов мандат, односно 4 годишен наш мандат како Совет, го реализиравме за зелената агенда за нашето Кавадарци. Повели градоначалник. Почитувани сограѓани, во општина Кавадарци вкупно има 352.000 метри зелена површина која што ја одржуваме, од која 262.000 метри квадратни како зелена површина се паркови и слично, и 90.000 метри квадратни зелени површини од крошта на нашите дрвореди урбани. Со воспоставувањето на зелениот катастар, кој што Општина Кавадарци со собствени средства и ресурси почна да го спроведува од 2019 година и во него ги евидентираше сите дрвореди, зелени и цветни површини. Евидентирани се вкупно 15.000 дрва и грмушки, од кои само во овие изминати последни 8 години има посадено нови 6.350 урбани дрва и грмушки, од кој дел како замена за стари степла. Од купните зелени површини, од 262.000 метри квадратни, само во последниве 8 години се извршени реконструкции и подигање на нови зелени површини од скоро 130.000 метри квадратни, комплет со подземен систем за наводнување. Во фаза на имплементирање е проектот за поставување на дигитални вентили на сите вентили за подземно наводнување на сите зелени површини, при што ќе се намали потрошувачката на вода и олеснување на целиот систем за водоснабдување и автоматизирање. Во овие 8 години се посадија вкупно 73.000 садници од чемпрес, багрем и јасен на околните поројници околу градот, како и мерка за заштита на ерозија и озеленување на околината на градот. Во фаза на изградба и проектирање се две нови зелени површини и тоа: паркот во склоп на Средно земјоделско шумарско училиште со вкупна површина од 12.000 метри квадратни, во фаза на изградба и треба да биде завршен до крај на јуни месец. Паркот на Кавадаречки дол, кој што во моментот представува дол, ќе биде во комплетна фаза на тендерирање да се заврши со негово затварање, со канал и да сипување со земја, со што Општина Кавадарци и урбаната средина ќе добие нови 9.000 метри квадратни парк со држини за најмладите, патеки за рекреатирање, дрвија, од кои што ќе бидат потрошени 20 милиона денари во делот, како што кажува проектот. Овие бројки и површини се многу поголеми кога ќе ги земе во предвид зелените површини и стеблата во индивидуалните домувања во Општина Кавадарци, ги задоволуваме пропишаните законски мерки и зелени површини по глава на жител. Со овие површини и дрвореди не застануваме, туку продолжуваме кон зазелување
на секоја површина што може да биде озеленета, за засадување на дрвореди на секоја улица во градот и на секоја можна локација. Општина Кавадарци, заедно со Советот, со службите од јавното предпријатие Комуналец и секторот за животна средина, грижољубиво секојдневно работи за зелено и еколошко Кавадарци. Не застануваме, потикот и мотивацијата дека законските регулативи ги исполнуваме во целост и сме единствена општина, ни дава само за право да тоа го надминеме во поголеми гранки и граници, со што ќе овозможиме зелените површини да ни бидат на завидно високо ниво во цела држава и бидеме зелена општина во Република Македонија. Сојузот на училишен спорт Кавадарци во соработка со локалната самоуправа и основните и средни училишта денеска ја организираа традиционалната велосипедска парада на која беа доделени награди, главна награда велосипед. Учениците убавото време го искористија за рекреација, дружење и поддршка на велосипедизмот. Денеска по 12 пат се организира по настан наречен Сите на велосипед. Општина Кавадарци, заедно со училишен спорт, е покровител и поддржуваш и организатор на самиот настан. Сите наставници по физичко образование, заедно со раководителот од општина Кавадарци, има голем удел во овој денесен масовен настан Сите на велосипед со над 500 учесници, да покажеме здрав живот, здрав дух, и да покажеме дека велосипедот е едно од подобрите средства за користење во урбаните средини, надвор од урбаните средини. Општина Кавадарци не само тоа, во изминатиот период и понатаму има проекти за повеќе велосипедски патеки, за поурбано Кавадарци, за еколошко Кавадарци, а и најновиот проект кој што го имаме, бесплатно изнаемување на велосипед, кој што е само почеток, а ќе се шири на повеќе локации со повеќе можност за изнаемување на велосипед. Нашата порака е: живејте здраво, управувајте велосипед, за тоа што користа е обострана и за екологијата и за самиот оној кој што физички е активен. Како општина имаме должна обврска да направиме безбедни велосипедски патеки, да направиме повеќе велосипедски патеки безбедни низ градот, за да може сите учесници во сообраќајот да бидат безбедни. Во тек е изградбата на нов кружен тек на регионалниот пат Кавадарци-Росоман со цел да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот. Вкупната вредност на проектот е 11 милиони денари со вклучен ДДВ финансиран од страна на владата на Република Македонија, информираат од локалната самоуправа. Од таму информација и дека продолжува изградбата на повеќенаменскиот објект во село Дреново на вкупна површина од 530 метри квадратни, кој ќе биде наменет за спорт и рекреација, за културни манифестации, соблекувални тоалети, како и една деловна просторија за потребите на местната заедница Дреново. Инвестицијата е на општина Кавадарци во висина од 30 милиони денари. Општина Кавадарци продолжува со реализација на проекти за поголема безбедност во сообраќајот, се поставува вертикална сообраќајна сигнализација на улица Шишка. На вчерашната вонредна седница на Советот на општина Росоман беше усвоен елаборатот за проценка на штета од пролетниот мраз, што регионот го зафати од 17 до 20 март годинава. Премиерот Христијан Мицковски на одговор за финансискиот план за чист воздух посочи дека биле обезбедени финансии за проектите на владата, дел како заеми, дел приватни инвестиции и тоа како што нагласи чисто пазарно ориентирани инвестирања. При тоа се осврна на стратешкиот проект изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште, наведувајќи 3 главни аспекти за потребата од нив во иднина. Единствено нешто за кое што преговараме и кое што мислам дека ќе биде добро во иднина да се направи од стратешки аспект е изградбата на системот хидроелектрани Чебрен и Галиште и со една помеѓу нив Орлов камен. И тоа планираме да го работиме со овој заем кој што го договараме со Обединетото кралство. Инвестицијата е негде 1,2-1,3 милиарди евра. Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие 2 хидроцентрали, туку убеден сум дека имајќи и предвид климатските промени,
за идните генерации се потребни уште 2 нови резервоара за вода. Затоа што знам дека тоа ќе биде голем предизвик во иднина. Тоа е прво. Второ, убеден сум дека овие 2 нови резервоари евентуално за вода заедно со постојната тиквеш акумулација ќе обезбедат дополнителни количини вода за наводнување на тиквешко поле, значи некои 55-60 илјади хектари. Прва класа земјоделско земјиште. Нема ни трак од фирмата што доби тендер од МВР. Обвинија денеска од СДСМ и праша дали фирмата е со фиктивно седиште. Се наоѓаме пред зградата во општина Карпош во Скопје, на адресата каде што според официјалните документи е регистрирана една од фирмите која што доби тендер вреден 4 милиони евра од МВР. Станува збор за адреса на фирмата која што е основана само 20 дена пред распишување на тендерот. Улица Орце Николов, 188/2/11 Скопје. И што најдовме тука? Апсолутно ништо. Нема табла, нема вработени, нема ниту трага од компанија што би можела да спроведе сериозна јавна набавка, а камоли специјализирани униформи за полицијата. Како е регистрирана оваа фирма? Дали фирмата има фиктивно седиште? Тошковски е фатен, жив во голем скандал и мора да одговори. Како е можно една компанија без капацитети, без историја, без вработени да добие тендер во МВР вреден 4 милиони евра за униформи? Ова не е обичен тендерски скандал. Ова се основани сомнежи за системска корупција која оди директно до самиот врв на власта. СДСМ бара итна истрага од јавното обвинителство и поништување на овој скандалозен тендер. Парите на граѓаните не се за партиски бизнис сделки на министрите од ВМРО ДПМН. Социјалдемократски сојуз на Македонија ќе продолжи да ја разоткрива секоја сомнителна сделка на оваа корумпирана власт. Одговорност мора да има. Филипче докажа дека е човек за кој граѓаните се неважни, туку важен е само профитот и бизнисот, сметаат од владеачката ВМРО ДПМН. Филипче вчера докажа дека е човек без грам морал и етика. Филипче потврди дека е човек кој не чувствува вина за случајот онкологија. Филипче докажа дека е човек за кој граѓаните се неважни, туку важен е само профитот и бизнисот. После сите случувања и трагедии кои ја потресува државата, очекувавме барем малку човечност во Филипче, да се извини пред граѓаните и да си замине од политичката сцена. Но тој тоа не го направи и продолжува да глуми дека е безгрешен. Филипче кажа дека не се чувствува виновен за случајот онкологија, иако не постапил согласно надлежностите од Законот за здравствена заштита и тоа конкретно. Член 17, член 27, член 92г, член 110, член 226б, член 226и и член 295. Исто така не постапил во согласност со Законот за јавни набавки и тоа конкретно. Член 2.11, член 76 и член 77 став 2 и 5 не е постапено соодветно на член 4 став 1 и член 13 став 1, 2 и 4, како и член 22 од Законот за организација и работа на органите на државната управа. По однос на Законот за здравственото осигурување не се постапило согласно членот 59. Денес повторно прашуваме дали Филипче е заштитен од судиите и обвинителите кои учествувале во овој процес. Филипче, еве да ти поставиме и друго прашање. Дали не се чувствуваш виновен и за модуларната болница, за несправувањето со ковид кризата, каде што не успеа навремено да набавиш маски, ракавици, медицинска опрема, а да не споменуваме и за вакцините кои сакаше да заработиш на нив. Почитувани Филипче е црна дамка во историјата на македонското здравство и македонската политика. Филипче треба веднаш да си поднесе оставка и да не се бламира во јавноста. Филипче е синоним за криминал, корупција и неспособност. Продолжуваме со спортот. Нигериецот Обина си заминува од ГРК Тиквеш, кариерата ја продолжува во Франција.
Еден од најдобрите ракометари на Тиквеш Обина по 2 сезони ќе ги напушти редовите на кавадаречкиот суперлигаш. Искусниот нигериски интернационалец се реши за нов предизвик во кариерата и по завршувањето на оваа сезона се сели во Франција. Негов нов клуб ќе биде Биер, кој се надпреварува во втората француска лига. Новиот клуб на Обина заврши на 5-та позиција по регуларниот дел, но испадна веќе во првата фаза од плејофот, што значи дека и следната сезона ќе брка промоција во француската елита. Од таборот на Биер не го крија задоволството за подписот со нигерискиот десен бек, во кого гледаат иден лидер на тимот. 31-годишниот Обина боите на Тиквеш ги бранеше 2 сезони, а во Кавадарци пристигна од руски Зенит. Утре не очекува промени во облачно време со сончеви периоди. Во крајните североисточни делови ќе има услови за локален слаб дожд, ќе дува умерен дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец, температура до 24 степени. Во четврток на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во петок ќе има услови за локален слаб дожд и ќе дува засилен северен ветер. Потоа времето ќе биде стабилно и топло со пораст на дневните температури, особено од недела. После променливото време од недела, синоптичарите најавуваат стабилизација и повисоки пролетни температури. Тоа беше последна содржина во дневникот, имајте убава вечер.